Неодамна во Бејрут се одржа изборот World Next Top Model, на кој што имавме и македонски представнички, кои што таму учествува благодарение на модното студио Црнокрак. Во следниве минути разговарам со Мики Црнокрак, собственик и основач на модното студио кое функционира цели 23 години, кое што многу пати досега ширум светот им дава можност на убавиците и моделите од Македонија да ја представат нашата држава во неубаво светло. Мики, здраво, добре дојдовте назад од Бејрут и честитки за освоените нови титули кои што ги донесоа оттаму представничките на Црнокрак. За каков избор всушност се работи и колку пати досега сте учествувале на овој избор? Здраво, добро ја најдовме и еден огромен поздрав до сите гледачи на Алфа телевизија. И морам да кажам дека Алфа телевизија секогаш уште од самите почетоци на модното студио Црнокрак ги следи сите наши настани, особено овие кога сме во странство и кога представуваме нашата држава. Се работи за еден од многото избори за кои ние имаме лиценца и преку тие лиценци ги испраќаме нашите девојки, не само девојки, него и момци и мали мисици и мистери да ја представуваат државата ширум целиот свет. Овој пат бевме во Бејрут на еден избор за модели. Изборот се вика World Next Top Model, кој веќе традиционално се одржува во Бејрут 7-8 години и кој го организира мојот многу добар пријател Ели Нахас, кој е собственик на Steel Event Production. Навистина огромен професионалец и внимава на секоја ситница. Перфектна организација беше и овој пат како и секогаш до сега. Мене ми е некој си 12 пат како сум во Бејрут. Освен организацијата и се она што е поврзано околу изборот, ние секојдневно и посетуваме некои од многуте убавини кои ги има во Бејрут. Во Бејрут треба да седиш 2 месеци за да видиш све што е убаво. Така да прекрасно се поминавме, особено кога ќе се вратиме со титули, нели? Нашите две представнички имаше Македонија на овој избор, Симона Петровска и Каролина Јанчовска, двете освоија титули и особено сме горди на тоа што го направија. Интересно е што во Бејрут покрај актуелната состојба сепак се одржуваат вакви манифестации и еве ти си сведок дека се одржуваат на вистина едно професионално ниво со одлична организација и безпрекорно тече. Да, Бејрут живее 24 часа. Во некои анкети кои ги имаше по најаките светски европски списанија, беше прогласен за град со најдобриот, најубавиот ноќен живот. Навистина, дали е понеделник, дали е среда, петок, недела, секогаш сите локали во Бејрут се полни, секогаш сите се забавуваат. Оние искрени забави, така да кажам, така да, иако ситуацијата таму сега е малце напната, така да кажам, во градот ништо не се чувствува, најнормално си живеат луѓето. Бејрут, иначе го викаат азиски Монте Карло. Така да девојките сигурен сум дека прекрасно се помина и дека едно многу убаво искуство ќе го паметат за цел живот. La
Јас сум сега во друштво со двете прекрасни млади дами кои што беа представнички на нашата земја и модното студио Црнокрак на овој престижен избор кој што се одржа пред 20 на дена во Бејрут и кои оттаму се вратија со круни на нивните глави и со титули. Симона освои титула за Мис Тин, а Каролина освои наградата за најубаво тело. И еве, ајде малку сега да ја запознаеме нашата публика поотблиску со вас. Симона, колку години имаш? Колку време си дел од модното студио Црнокрак и дали ова твое прво искуство на еден ваков избор за убавина? Јас имам 19 години, дел од студиото Црнокрак сум од 2020, така да тоа се 4 години. Не е ова мојот прв избор за мис, претходно сум била во 2021 во Дубај и во 2022 во Турција на Мис Евразија и во Куманово на Мис Самар, тоа беше македонски избор за мис. Првата моја титула е прва придружничка на Мис Тин Пленат во Дубај, а другата е на Мис Самар, имам титула Мис Фейс. Како си поминавте во Бејрут, каков беше изборот, како ти го доживеа и колку те изненади титулата која што успеа да освоиш? Титулата многу ме изненади, изборот беше прекрасно организиран, организаторите беа цело време покрај нас, за се се грижа, цело време да бидеме најадени, се тоа, само малце беше напорно со оглед на тоа дека немавме многу време да се одмориме. Од 9 бајле до 12 вечер шетавме по спонзори, вечери, ручаци, се што, имаат многу спонзори, прекрасна организација, салони за убавина, пластични хирурзи, нутриционисти, се тоа прекрасно беше. Што е она што најмногу ти остави впечаток и што за секогаш ќе го паметиш од овој избор за убавина и од оваа посета на Бејрут? Прекрасната организација, атмосферата во Бејрут, храната исто така, се ми се допадна, се беше прекрасно. Од мојата лева страна е прекрасната Каролина, која што освои награда за најубава фигура, најубаво тело. Каролина, колку години имаш? Ти си исто студентка, како и Симона. Здраво, имам 21 година. Од моето студио Црнокрак сум дел веќе 7 години. Тренирам карате и мислам дека тоа е задолжено за мојата фигура и моето тело. И затоа освоив, благодарение на тоа освоив оваа титула. И тоа е многу важно, значи за да се има убаво тело не е доволно само да се има добри гени и такви генетски предиспозиции, туку мора да се има дисциплина и да се биде спортски активен. Колку многу ти помага каратето во тоа да изгледаш вака убаво? Точно, мислам дека каратето ми помага премногу. Тренирам карате веќе 16 години и мислам дека поради тоа нели изгледам вака и можам да им кажам на сите млади дека треба да се бават со спорт. Може и рекреативно, може и нели професионално, но секако спортот мора да е присутен во нивниот живот. Одлична порака до сите млади кои што не гледаат во моментов. Каролина, интересно е она што ова посета на Бејрут и овој твој избор на убавина не е твое прво искуство во оваа земја. Разбрав дека веќе имаш таму учествувано и претходно на избор за убавина. Точно. Во Бејрут менува ми е втор пат. Првиот пат бев во февруари, каде што исто така бев на еден друг избор, Мис Европ, каде што се поменав преубаво и поради тоа сакав да учествувам втор пат на друг избор, поради тоа што се поменав преубаво Бејрут и предобра беше организацијата. Што тебе ти остави впечаток дополнително надвор од таа убава организација, што е задолжителна за еден ваков спектакл и еден ваков избор за убавина? Дали нешто поврзано со менталитетот, со луѓето, со храната, што ти беше најнеобично и највпечатливо? Исто така како што кажа Симона, храната, организацијата, исто така дружењето со девојките, запознавме многу девојки од различни земји, бевме околу 30 учеснички и разменивме многу контакти и така мислам дека тоа ми остави најголем впечаток. Нам ни остава впечаток вашата младост, вашата убавина. Јас во име на телевизија Алфа ќе ви посакам уште многу пати да се радувате на вакви успеси, а ние сме тука и понатаму да ги следиме активностите на модното студио Црнокрак и на нашите прекрасни девојки македонки.